Во почетокот на 90-тите години од минатиот век, десетина ентузијасти, хумани луѓе, ја дадоа иницијатива и се организираше Македонскиот центар за меѓународна соработка. Во колку не се основаше Македонскиот центар за меѓународна соработка, ние граѓаните во Република Македонија требаше да го измислиме. Работеа во урбаните еднакво и во руралните средини, не двоејќи ги според она кој, каде и зошто, но едноставно на кого што му беше потребно. МЦМС не беа донори, него беа пријатели. И често пати ние во Полио Плюс, кога зборуваме за МЦМС, стално викаме и што вика председателот Звонко Шаврески, МЦМС ти е баш онај джин од кој што не треба да се плашиш и не треба да се чувствуваш како џуџе, него секогаш знаеш дека имаш добра рака, која што може да те води понатаки. Македонскиот центар за меѓународна соработка, добро познат како МЦМС, нема придонесено само со финанси во градењето на човечките ресурси во ромскиот граѓански сектор, туку има придонесено со низа на обуки, со низа на лични искуства. Тоа за нас придонеси да сме една од јаките граѓански сектори во регионот. Другиот значаен момент, барем гледан од мој аспект, е тоа што секојаш повикува на акција. Не одете сами, туку ајде заедно тоа нешто ќе го направиме, следете не, заедно сме појаки и заедно можеме да постигнеме многу нешта. Покрај тоа што не учеа за нови вредности, нова организациона култура, секогаш се отворени и тие да учат. Особено за нас е многу важно, барем од аспект на лицата со хендикеп, е тоа што немаа отпор кон прашањето на хендикеп. Беа првите од граѓанска организација која што вработи лица со хендикеп, која што и денеска има вработено лица со хендикеп. Исто така немаат страф од непознатото и можеби се единствена организација, граѓанска организација која што започна и да го спроведуваат, ние го викаме правниот институт на разумно прилагодување, значи своите простори да ги прилагодат за лица со хендикеп, без разлика каков вид на хендикеп. Македонскиот центар за меѓународна соработка, сите искуства кои што ги имаше, не себично ги споделуваше со поголем број на граѓански организации, меѓу кои и ромски граѓански организации. Токму заради тоа, како поддршка од Македонскиот центар за меѓународна соработка, беше една програма која што носеше наслов Граѓанско советодавни центри, кој што пак денес таа програма е составен дел во работењето на Министерството за труд и социјална политика. Во секој случај, уште од 1997 година, Македонскиот центар за меѓународна соработка не јакнеше само една организација, туку јакнеше група на организации. Од нив поучени и денеска го спроведуваме тоа, дека нештото кога сакаме да го оствариме, добро е да имаш сојузници. Токму тоа Македонскиот центар за меѓународна соработка не научи да бараме, да најдеме и да соработуваме со нашите сојузници. Со последните, значи, поддршка која што ја даде МЦМС преку Цивика Мобилитас, доведе до едно подигнување на граѓанскиот сектор на повисоко ниво и тука МЦМС направи еден одскок каде што многу нечујни граѓански организации кои што на локално ниво делуваат можеа да дојдат до израз. Јас како представничка на граѓанскиот сектор во женските организации, односно во тогашното Сојуз на организации на жени на Македонија, СОЖМ, ја добивавме секогаш најважната, најодговорната поддршка од МЦМС преку едукации на локално и национално ниво, преку финансиска поддршка и се она што всушност ни требаше и како консултации, тоа го добивавме. Затоа сме
и онолку пораснати во граѓанскиот сектор, соработувајќи со кадарот на МЦМС. Тоа е организација која е почитувана од сите граѓани во Република Македонија. Тоа е знак дека навистина се направиот пат. Нека продолжат. Го сакаме МЦМС.